продолжуваме низ Македонија, онаму каде што сме ветувале, да испорачаме тоа што сме го ветувале. Градоначалникот овде во Свети Николе, Дејан Владев, беше прилично исцрпен и мислам дека вака даде една силна јавна презентација на тоа што се тековни проекти, но и она што е во процес на изработка и што се планира во периодот што следи да се работи. Наистина се тоа делува импресивно. Многу се мотивирани, што е многу важно. Мотивацијата е на едно исклучително високо ниво. Од тоа што можам овдека да го почувствувам во Свети Николе, дека изминатиот период многу малку се сработило и тоа што се сработило неквалитетно. Затоа нашите заложби во периодот кои што следат ќе бидат динамични и сакаме да го зголемиме интензитетот, да зголемиме динамиката на реализација на проектите, тоа што сме го ветиле практично пред Свети Николчани и во централниот дел, но и во руралните средини и во селата кои што се составен дел на општина Свети Николе. Тука кажа градоначалникот и за проектите кои што ќе ги работи заедно со Светска банка. Зборуваше и за оние населби тука во Свети Николе кои што се уште немаат канализација нити атмосферска, нити фекална. Зборуваше и за насушна потреба во 21 век, а тоа е изработка на водовод во село Орел, така што навистина импресивно се тоа делува и јас сум тука да ги поддржам сите оние проекти кои што на чесен, транспарентен начин ќе бидат изработени со многу дисциплина и со голем мотив. Наистина прекуглаво име на граѓаните од политиканство и од сето она кое што политичарите изминативе 30 години го прават во Македонија, тие биле сведоци, го гледале. Потребно е да ги засукаме ракавите и да работиме. Така што јас го охрабрувам не само градоначалникот, туку и сите кои што се дел од општинската администрација да продолжат по тој пат и да го испорачат она што го ветиле пред граѓаните за време на кампањата за локални избори. Господин Митковски, дали вие како прв опозиционер го знаете кој е 61-иот пратеник, за кој што велат дека владеачкото мнозинство го имаат, и како коментирате тоа што владините представници и представниците на власта не го откриваат кој е тој 61-и пратеник? Па не знам, јас сега не би сакал да навлегувам во теории на заговори, во тоа кој е 61-иот, кој е 60-иот, кој е 62-иот. Едно е јасно, а тоа беше сведок народот, тоа беше дека и тие 59 кои што ги имаа плюс оној 60-иот, дента кога се гласаше недоверба на владата, не беа во собраниските клупи и не застанаа во одбрана на ова владино мнозинство, што за мене само по себе представува исклучително кукавички чин и исклучително кукавички акт, бидејќи ако вие верувате дека оваа влада е добра и дека оваа влада работи за интересите на граѓаните, тогаш требаше да бидете во клупите заедно со вашите колеги и да им се спротивставите. Од едната страна ги имате тие кои што велат дека не заслужува оваа влада доверба, а од другата страна треба да бидат тие кои што велат дека оваа влада заслужува доверба. Така што тоа е она кое што можам јас да го коментирам. А кој е името на 61-иот пратеник, ќе ги прашате во СДСМ, ќе ги прашате во владата, ќе го прашате ДУИ, кој е тој 61-и, методите ги видовме, методите наликуваат на некои од методите што ги гледавме како немили настани на Блискиот Исток или во некои сериозни јужноамерикански филмови од минатото, така што тие се методите до овие луѓе. Ако мислите дека нешто ново ќе откриеме, нема да откриеме. За мене повеќе представува наистина изненадување оној кукавички акт на тоа мнозинство кој што тие велат дека го имаат, кој што тој ден не беше во парламентарните клупи да го брани премиерот Заев и да го брани мнозинството кој што го има СДСМ и ДУИ. Разговарате ли со алтернатива? Каков е вашиот коментар на нивниот став од петокот? Па немаме разговарано детално околу нивните преговори кои што ги имаат со СДСМ и ДУИ. Она кое што го знаеме од медиумите, тоа е дека раководството на алтернатива го овластила председателот на партијата да преговара со СДСМ и ДУИ за формирање на ново владино мнозинство. Нашиот став поврзано со ова мнозинство или не мнозинство во моментот на СДСМ и ДУИ го знаете, станува збор за најкриминалната и најнеспособната влада што некогаш во овие 30 години функционирала во Македонија. Предпоставувам раководството на алтернатива го имала тој податок во предвид и предпоставувам дека председателот на алтернатива ќе го има во предвид овие факти кога ќе биде на иста преговарачка маса со лидерите на СДСМ и на ДУИ. Во меѓувреме не разговарате, така? На оваа тема не.
Господин Мицковски, која е вистинската намера во оставката на господинот Зоран Заев? Има ли нешто ново во овие изминати 24 часа и дали овие посети се фактички најава за парламентарни избори? Јас не ги знам и не би сакал да навлегувам во вистинските причини на оставката на Зоран Заев. Повеќе сум шокиран од изјавите на неговите соработници кои што практично продолжуваат и него да го понижуваат и мнозинскиот партнер во владата, тоа е СДСМ. Ја слушав изјавата на еден од тие негови соработници кои што е дел од раководството на владеачката ДУИ дека не е нивна работа да се мешаат во внатрешните одлуки на СДСМ, но нивна работа и како е кој ќе биде иден мандатар и дека тие практично го држат заробен Зоран Заев и не го пуштаат да се оди, бидејќи според него имало некои одлуки кои што требало да се носат во период кој што следи. Да, има одлуки кои што треба да се носат, а тоа е час поскоро да имаме предвремени парламентарни избори, бидејќи народот е оплячкан. Македонија е најкриминалната и најкорумпираната држава во Европа, со најлошо образование, со најлоша економија, со заробен судски обвинителски систем, со партиско-полициски нарачки, со конструирани обвиненија и нарачани пресуди. Македонија е држава со најголем број луѓе кои што за жал починаа поради ковид пандемијата, а се е тоа резултат на неспособноста на владата да најде соодветен начин да се справи и уште многу други работи кои што можам да ги кажам. Тоа е она кое што предстои да се носи, а сето останато е само обид на овој малцински партнер во владата СДСМ ДУИ да се прикаже пред меѓународната заедница дека има се уште некаков капитал кој што го поседува, а тоа е да го распродава македонскиот идентитет и да ја распродава македонската држава. Тоа ние нема да го дозволиме. Како ја оценувате работата на македонските државни органи околу несреќата со автобусот во Бугарија? Па тоа е уште една катастрофална, би рекол, постапка на македонските власти. Јас сум вчудоневиден од тоа како овој автобус дури 140 пати, ако не се лажам, 135. или 135 пати ја поминувал границата без да биде запрен. Овој кој што велат дека бил роднина на некој на лидер на владеачка партија подалечен, а е директор на овој транспортен инспекторат, го нема да излезе во јавности да објасни како 135 пати ова возило е напуштало границата и како се дозволило ова возило да ги помине сите ние ако постојат технички прегледи и да ја објасни на јавноста што во суштина се случува. А во суштина се случува една голема корупција која што представува, би рекол, едно сериозно ткиво кое што така жестоко ги има зафатено институциите и системот и нека не ве чуди ако во иднина продолжи се тоа додека е оваа владеачка коалиција на власт. Затоа се потребни брзи предвремени парламентарни избори, бидејќи оваа влада е некредибилна. Народот своето си го кажа на претходните локални избори. Сериозна победа на ВМРО ДПМН и коалицијата, сериозна победа во смисла и на број на советници, и на број на гласови, и на број на градоначалници, така што се додека оваа некредибилна влада предводена од СДСМ и ДУИ продолжи, ќе продолжат поразите, за жал тие порази почнуваат да не чинат со десетици загубени човечки животи. А тоа е само поради една основна причина, а тоа е што овие раководни лица кои што се дел од владеачките партии не се вршат работата за која што се платени. И бидејќи тие не се вршат работата за која што се платени, не се случуваат вакви несреќи кои што овој пат однесоа 45 човечки животи. Пре некој месец во модуларната болница, пре некоја година истото беше на несреќата во Ласкарци со Дурмотурс и така натаму и така натаму. Ваш коментар за оставката на Заев и сметате ли дека најавениот кандидат, негов наследник ќе направи нешто добро за партијата и меѓупартиските односи и во контекст на тоа дали очекувате брза оставка од премиерската функција? Најпрво би сакал да коментирам дека представува исклучително некоректен политички потек во истиот ден кога претходно веќе ВМРО ДПМН го најави својот конгрес да се закажуваат внутрепартиски избори и внутрепартиски конгрес, или веќе не знам како тоа го нарекуваат. Представува наистина политички некоректно. Еве ќе се обидам да бидам политички коректен и да кажам дека ова не го прават луѓе кои што се имаат политичка култура. Но
Тоа се тие луѓе, и јас не очекувам од тие луѓе нешто повеќе, затоа се потребни реформи во СДСМ, но нема да се мешам, тие самите треба да се одлучат кого ќе изберат за иден председател. Како што разбрав од она соопштение во јавноста на пресконференција после седниците на Централниот одбор и Извршниот одбор, дека 7 дена тече рокот за пријавување на нови кандидати. Исто од медиумите разбрав дека лицето Димитар Ковачевски, кој што моментално е заменик министер во Министерството за финансии, и толку од неговата биографија како заменик министер, друго немам нешто слушната, некоја брилјантна реформа или некој брилјантен потек со што ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните во Македонија, ќе се кандидира на тие внатрепартиски избори. Не знам за друго лице. Не би ја коментирал оставката на Заев, тој ја најави таа оставка веднаш после дебаклот на локалните избори и предпоставувам дека еднаш ќе си го одржи зборот и дека тоа и ќе се случи. Аналогно на тоа, ако излезе од заробеништвото во кое што се наоѓа и го најави еден негов соработник, висок функционер на Демократската унија за интеграција, очекувам веднаш после изборот на нов председател на СДСМ да има и предлог за нов мандатар. Но тоа е повторно нивна одлука. Ние како ВМРО ДПМН остануваме посветени на исполнување на барањата кои што се на граѓаните, на ветеното пред граѓаните што го ветувавме нови локални избори, продолжуваме на терен да работиме. Тоа е она со кое што сакаме да покажеме дека не сме сите исти. Во периодот кој што следи ќе имаме уште теренски активности, ќе најавуваме и нови проекти. Оваа некредибилна влада предводена од СДСМ ДУИ, проширена или намалена, час поскоро треба да замени, час поскоро треба да организираме предвремени парламентарни избори, бидејќи мнозинството македонски народ е фрустриран, бидејќи мнозинството македонски народ не е представен во рамките на владата, бидејќи мнозинството граѓани на Македонија на овие предвремени парламентарни избори, на овие локални избори, се извинувам, а кои што треба да бидат вовет на предвремени парламентарни избори, дадоа поддршка на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Може ли се изненадување во тој период до избор на мандатар, односно со избор на мандатар? Некаков пресврт, например, во ваша полза? Видете, ова не е игра на среќа, ова е стратегија и ова е народна волја. Народната волја јасна е на овие локални избори. И затоа велам дека оваа влада е некредибилна и оваа влада треба да замине, и затоа велам час поскоро треба да се одржат предвремени парламентарни избори, за да можеме со суштинските проблеми да се зафатиме, а тоа е јасно. Кои се суштинските проблеми? Криминалот, корупцијата, младите што ни се селат, катастрофата во здравството, оние сите погрешни лоши реформи во образованието. Најниски сме во регионот според бројот на инвестиции, без разлика дали се тоа странски или дом, и така натаму. Значи, ние имаме многу суштински проблеми со кои што треба да се решаваат и кои што треба да ги решаваме. Јас ги разбирам дека бидејќи не знаат како се тоа да го решат, единствен начин им е дајте ни хартија лист да потпишеме некаков си договор. А тој договор, повторно слушнавме сега од страна на новото парламентарно мнозинство кај нашиот источен сосед, кај претпоставам новата бугарска влада, дека практично мора да ги содржи или делови или целосно речениците и главите кои што се дел од резолуцијата усвоена од страна на бугарскиот парламент, со кои што се негира македонскиот идентитет, македонската посебност, културно наследство, историја и така натаму, и борбата на македонскиот народ за своја независна суверена држава. Ако мислат тоа, дека оваа некредибилна влада, предводена од Зоран Заев, во која што преговара Владо Бучковски и Бујар Османи, ќе биде нивниот капитал за да се задржат таму каде што се лажат, евентуален таков договор, ќе биде ништовен, бидејќи мнозинството од македонскиот народ таквото нешто нема да го прифати. Ниту пак јас, ниту пак ти. Господине Мицковски, споменавте странски инвестиции. Премиерот во заменување Зоран Заев вели дека владата направила се да ги задржи странските инвеститори во држава. Кој е вашиот коментар? Јас не знам што направила владата, но знам дека во 2016 година Македонија беше на третото место според успешноста на директните странски инвестиции во топ 50 држави во светот. Денеска во топ 50 држави во светот во 2020-та, се извинувам, не денеска, во 2020-та Македонија нема ниту на ранг листата.
Самото ова емпириски говори колку е успешна оваа влада кога станува збор работата на полето на економијата и привлекувањето на директни странски инвестиции и нивната успешност. Не може најкорумпираната влада во Европа и најкриминалната влада во Европа да биде успешна во привлекување на директни странски инвестиции. Затоа што никој денеска ниту во Европа, ниту во светот сака да инвестира во држава која што е најкорумпирана во Европа. Затоа велам, оваа нелегитимна влада, предводена од СДСМ и ДУИ, мора да замине, да имаме предвремени парламентарни избори, да дојде влада која што има методологија и јасен план како најпрвен да се справи со најголемиот проблем во општеството, а тоа е криминалот и корупцијата, па се останато. Тоа е суштината. Се останато е само распродажба, се останато е само трговија, плячка и лични интереси и уживање на привилегиите на власта, ништо друго.